Основниот суд Скопје 2 Скопје повторно делумно го усвои тужбеното барање на сексуалните работнички и повторно утврди дека на 20 и 21 ноември првотужениот РМ-МВР при спроведување на полициската акција сузбивање на уличната проституција ги прекршил одредбите на Европската конвенција за човекови права, повредувајќи ги погоре наведените права и слободи на сексуалните работнички. Првостепениот суд утврди дека првотужениот РМ-МВР ги прекршил овие права бидејќи без издржано и без со докази подкрепено основано сомневање ги уапсил тужителките, при апсењето не им биле кажани на разбирлив јазик причините поради кои што се приведуваат или лишуваат од слобода, не им било овозможено медицинска заштита, биле претресувани во присуство на мажи, држани во повеќе од 20 часа во нечовечки услови, а подоцна снимките беа јавно објавени и достапни за медиумите. Исто така беа присилени на тестирање, без да им биде кажано дека постои судска наредба за истото. Со истата пресуда, судот утврди дека Основниот суд Скопје 1 Скопје ги повреди овие права така што наместо да им овозможи заштита на правата на тужителките, издал судска наредба за тестирање на крв само на барање на првотужениот без никакви докази со кои што ќе се потврди дека постои основано сомневање и без притоа да ги распраша тужителките и останатите приведени, иако истите во тој момент биле лесно достапни за судот, односно се наоѓале во полициската станица. Поради тоа судот им досуди правична надомесна нематеријална штета поради претрпена физичка и душевна болка заради утврдена повреда на нивните погоре наведени права.